Член за поставување пратенички прашања според редослед утврден координација госпоѓа Благица Ласовска. Повелете. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитувани министри, заменици министри. Јас имам 3 прашања. Едното прашање е до Министерството за образование и наука и би замолила за писмен одговор. Имено се работи за основното училиште Даме Груев во село Ерџелија. Моето конкретно прашање е дали во програмата за реконструкција на Министерството за образование и наука се планира реконструкција на основното училиште Даме Груев, кое што датира од 56-та година па наваму и од тогаш па наваму нема направено ниту една реконструкција. Во ова училиште учат 270 ученици и има вкупно 45 вработени. Најоштетени се прозорите и оштетеноста на прозорците е најзабележлива во зимскиот период, бидејќи иако има парно грејење, внатре е многу ладно, има провев, така да најприоритетно за реконструкција се прозорите. Значи, конкретно, моето прашање е дали во програмата на Министерството за образование и наука се планира реконструкција на ова училиште. Ке замолам за писмен одговор. Второто мое прашање е до Министерството за труд и социјална политика, а се работи за детската градинка Рахилка Гонева, клон во општина Лозово. Значи, детската градинка Рахилка Гонева целосно гравитира на територијата на општина Свети Никола и општина Лозово и својата воспитно-образовна и изгрижувачка дејност ја реализира во 3 објекти со капацитет од 390 дечиња. Објектот во Свети Никола е на улица Кочо Рацин и со капацитет од 240 деца, моментално има 247 деца. Објектот е изграден и отворен за работа на 1.2.1974 година. Објектот во Свети Никола на улица Велко Влаховиќ со капацитет од 105 деца, моментално предстојуваат 113 деца. И објектот во општина Лозово е со капацитет од 45 деца, а моментално престојуваат 25 деца со тенденција за зголемување. Имено проблемот во овој клон е што санитарните јазли се во навистина лоша состојба, па моето конкретно пратеничко прашање е дали во програмата за реконструкција на Министерството за труд и социјална политика е ставено во програма да се санираат санитарните јазли во овој објект. Општината има пратено предмет пресметка, значи има одредена комуникација со Министерството, па ме интересира до каде е постапката. И моето трето прашање е до Министерството за финансии. Имено неодамна Министерот за финансии ја објави на јавноста дека се отвара канцеларија за проектот Купи куќа, купи стан, па ме интересира до каде е со овој проект, колкав е интересот од страна на граѓаните и колку апликации од граѓаните се одобрени од страна на Министерството за финансии. Ви благодарам. Благодарам. Јас пратеничката Благица Ласовска постави 3 прашања. Првото патено до Министерство за образование и наука и нејзиното е барање на писмено да се одговори. Второто е упатено до Министерот за труд и социјална политика. Одговорот се добиете од министерот. Повелете, министер. Благодарам, председателе. Почитана пратеничка, ви благодарам на прашањето. Го цениме вашиот интерес во однос на состојбата во градинките кои што ги покрива централната градинка во Свети Николе. Во однос на објектот кој што се наоѓа во општина Лозово со капацитет од 40 деца, запознаени сме со состојбата, комуницираме со општината и со градоначалникот на самата општина. Средствата кои што се потребни за реновирање и санирање на санитарните јазли, тоа ние ќе обезбедиме и ќе го реновираме, ќе ги реновираме санитарните јазли. Ви благодарам.
Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеничката Благица Ласовска. Повелите. Благодарам, председателе. Задоволна сум од одговорот на почитуваниот министер. Ова ќе биде исто така и на задоволство на родителите кои што ги носат своите деца во општина Лозово. Благодарам. Немам дополнително прашање. Благодарам. Пратеничката е задоволна од одговорот и нема дополнително пратеничко прашање. Трето прашање упатено до министерот за финансии. Одговор се добиете од министер. Повелете, министер. Благодарам, председатели, и благодарам на пратеничката за поставеното прашање за проектот Купи куќа, купи стан. Еден од најзначајните проекти на владата на Република Македонија, кој што е во корист на граѓаните, посебно на помладите категории, на лицата кои што немаат решено прашањето на собствен дом. И ова е одлична шанса за сите нив со помош на владата и на буџетот на Република Македонија, значи да добијат значајни средства во вид на субвенции кои што се движат за кредит од 50.000 евра, тие се движат меѓу 9 и 14.000 евра, зависно од моделот што граѓанинот ќе го одбере и зависно од тоа дали се работи за стан или куќа. Како и да е, значи ако одберат модел половина од месечната рата, за кредит од 50.000 евра, за кој што ратата околу 330 евра, тоа би значило 160 евра ќе плаќа првите 5 години граѓанинот, а 160 евра му помага месечно државата. Ако е кредитот помал, ако е 40.000 евра или 30.000 евра, овие износи респективно се помали. Второ што е значено е дека со саемите што ги организиравме, првиот во Сити Мол и вториот во Рамстор, каде што директно можеа граѓаните да се сретнат со банките, со представниците на Министерството за финансии и со компаниите, градежните компании што ги градат становите или што овозможуваат изградба на куќи. На едно место можеа граѓаните да ги добијат сите потребни информации. Тоа помогна да се интензивира интересот за овој проект. После тоа Министерството за финансии врз база на тој зголемен интерес отвори и секојдневна канцеларија посветена на овој проект, значи која што работи секојдневно меѓу 10 и 15 часот во зградата на Министерството за финансии. Граѓаните што се заинтересирани за проектот Купи куќа, купи стан можат да дојдат и да ги добијат сите потребни информации и помош и стручни совети. И голем е бројот на граѓани дневно што доаѓаат, околу 30 лица дневно доаѓаат и се информираат за овој проект, што соодветно се одрази и врз бројот на лица на кои што им е одобрен кредит и кои што им се одобрени државни субвенции. Вкупно досега 480 граѓани, значи 480 лица добија средства со помош на проектот Купи куќа, купи стан. И можам да кажам дека само во последниве 2-3 месеци преку 150 лица се, значи тие на кои што им се одобрени субвенции и кои што ја искористија можноста за решавање на прашањето на собствен дом со помош на овој проект. И очекувам и во иднина да се одржи овој голем интерес и ги повикувам сите граѓани кои што го немаат решено прашањето на собствен дом, сакаат да купат нов стан, сакаат да изградат нова куќа или сакаат да направат надградба на постоечка куќа ако живеат со родителите. Сите млади луѓе и без разлика дали се во брак или не се во брак, ова е добра шанса со помош од владата и буџетот да го решат прашањето на собствен дом, така да нашите очекувања се проектот да продолжи во 2015 успешно и понатака се разбира доколку се уште има интерес на граѓаните, а верувам дека ќе биде така и во следните години. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот госпоѓа Благица Ласовска. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволна сум од исцрпното излагање на министерот. Се надевам дека овие информации ќе допрат до сите оние кои што се заинтересирани за овој проект. Ова е навистина еден одличен проект за оние млади брачни парови кои што планираат да купат или куќа или стан. Немам дополнителни прашања. Благодарам.